Наоѓам во прекрасниот објект на Давот Пашиниот тамам, на вистина скоро целиот простор, скоро кажувам, половина од Давот Пашиниот тамам е украсен со делата на Мирослав Масин. Токму така, вечерва во 20 часот ќе биде отворањето на изложбата Подобро на гранка, отколку заглавен во лифт. Нашиот уметник, Мирослав Масин, навистина секогаш бил уникатен и оно што можевме да го забележиме, јас ќе го замолам мојот снимател Ристо Мишев, зад мене е пијаното и столчето, еве можете да ги забележите и прекрасните уметнички дела, претежно техниката е масло на платно, меѓутоа има и повеќе техники во она што можам да го забележам од уметничките дела, на вистина различни се големините, а она што сакав јас да ви го покажам колку е уникатен и колку на вистина бил креативен за вечерното отворање. Ја очекувам и на кураторката Маја Чанкуловска, бидејќи надвор на вистина времето врнежливо и некако е заглавена во сообраќајниот метеж, додека трае нашето вклучување, очекувам дека во секој миг дека треба да стаса и да ја вклучиме, да ни каже кураторката точно за еве веќе е стасана она што во меѓувреме јас сакам да ви го покажам, ќе го замолам Ристо Мишев. Еве Маја повели дојди, значи столчето и пијаното се негова креација. Да не губиме време, Маја повели, еве тоа што ви кажав, Скопје гужвата и метежот си го прави своето, линковско вклучување во живо си е во живо. Вечерва се најавивме за Мирослав Масин во 20 часот, прекрасно навистина изгледа целиот буквално оној дел каде што се уметничките дела, ајде да не должам многу, мотивот и ја кажавме, буквално кажавме насловната страна на оваа изложба, уникатна како и секогаш за него. Да, па Мирослав Масин е секогаш настан за не само за Скопје и за Охрид и за Битола, туку за всушност за цела Македонија. И навистина веќе се најавува огромен број на посета и се разбира би било нели се тоа очекувано, бидејќи станува за збор за заокружување на еден 40 годишен творечки циклус и навистина многу плоден творечки нели пат на Мирослав Масин, кој што се разбира секогаш различен, меѓутоа секогаш автентичен. Автентичен, уникатен и кога ми кажувате 40 години и присутен е покрај тоа што како уметник и медиумски го сме го следеле. Вие како кураторка имавте ли проблем во изборот? Вака колку што можев да забележам, има навистина преубави и ги покануваме сите што ја сакаат ликовната уметност да ја посетат изложбата на Мирослав Масин, меѓутоа во селекцијата и изборот имавте проблем. Се разбира, тоа се оние сладки маки кои што ги нарекуваме ние од толку огромно и плодно творештво да се избере она што ќе биде навистина репрезентативно за авторот, меѓутоа и да се вклопи во целиот амбиент во Давот Пашиниот тамам. И она што можам да кажам дека се всушност изложени 150 дела, од кои што стои една слика и цртеши и графики и 9 објекти, како пијаното кој што го кажавте. Имаме 2 пијана, имаме столчиња, исто така инструменти во првата сала, кои што сите тие се осликани од раката на маестро Масин. Насловот Подобро на гранка, отколку затворен во лифт. Кој е оноа некој негов натрешен порив, потик, секогаш знае да биде уникатен во идејата што сака да го покаже и пласира? Да, ова всушност и не е нов наслов, ова е наслов и на претходни негови циклуси, кои што го одбравме како најавтентичен за него. Меѓутоа, тоа потекнува од самата идеја за мајмун човек, мајмун, која што авторот ја развива уште од да кажеме неговите почитоци, нели тој е познат, станува препознатлив по таа тема уште од неговиот перформанс во Скопската зоолошка градина, кога 2 недели живее во кафе со мајмуни и тогаш јавноста го запознава навистина Мирослав Масин како човек кој што сепак има специфичен ангажимент
историјата на човештвото и еден негов текст за еволуцијата, односно дека мајмуните биле срекни додека биле на гранка, меѓутоа кога еволуирале во луѓе, тие постојано почнувале нели да се други. На крај човештвото изумира, а остануваат срекни оние кои што останале во шума и на гранка. Односно, примордијалниот мотив е и оној исконскиот и искрениот пред еволуцијата, Дарвинова, да кажеме, е она кое што е суштинско и дека таму всушност лежи среќата. Навистина, голема е пораката. Иако може оваа порака и она што тој го согледал, кај него гледаме не само уметник како уметник, нели, меѓутоа нешто што го доживува и го буквално внатрешниот и психолошки, онака, како да кажам, моменти состојба кај него и, како велиме народски, многу држи вода сето тоа што го покажува, прикажува и може да се забележи. Се, еве, зад нас навистина се прекрасни креации, преовладува буфот, меѓутоа сакам да кажам за оние што се на гранка. Да, всушност не се само мајмуните на гранка, како што рековте, тука се и птиците, меѓутоа не само птиците, тука и циклусот со риби, пастранки во секоја варијанта, птици во секоја варијанта, односно она што веројатно како суштинска порака е препознавање на слободата, на живење, се разбира, во автентична средина и прифаќање на себството како такво. Всушност тоа е таа слобода која што се огледува и во целото творештво на маестро Масин, кој што ги од своја страна може би станува збор условно кажано во поголем број на делата за она што ние го нарекуваме како медиум, нели класично сликарство на платно и се разбира и нели хартија и сето, меѓутоа тука станува збори за објекти и всушност тоа е слободата на живење, слободата на творење и слободата на екзистирање, меѓутоа пред се мора да се прифати она кое што ние навистина сме. Само сосема на крај, до кога ќе биде изложбата тука во Давот Пашиниот тамам? Па за сега изложбата ќе трае до 15 јуни, меѓутоа според интересот уште пред да се отвори изложбата, јас се надам дека истата ќе биде продолжена. Маја Чанкуловска, ви благодарам за директното вклучување. Посакувам вечер убаво отварање, како што и впрочем секогаш ги организирате како национална галерија на нашата држава и се гледаме во следна прилика. Да, се разбира, програмата на Национална галерија е богата за оваа година, како и претходно, и ова е наша прва програмска изложба со која што ја започнуваме, а ќе има убави и големи комплексни изложби кои што ќе одговорат на очекувањата на македонската публика. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.